Почитувани добро вечер. Вечерва во Став имам чест да разговарам со Мила Живак-Димковска, директорка на Средното општинско училиште Перонаков. Директорке, добро вечер. Ви благодарам што одвоивте време да бидете гост во вечерашнава емисија. Добро вечер и на вас. Ви благодарам на поканата. Во пресрет на уписите, актуелни се отворените денови во средните училишта, а беше организиран и сајм за образование на средните училишта, на кој што училиштата со своји штандови направија промоција на профилите кои што ги има во средните училишта. Кажете ни како помина сајмот за образование, но и отворениот ден во Средното општинско училиште Перонаков. Има ли интерес за средното стручно образование кај кумановци? И двата настана поминаа на задоволително ниво. Не посетија голем број на деветоделенци и нивните родители. Деветоделенците беа доста љубопитни, поставуваа разновидни прашања, што значи дека нашето училиште буди интерес кај нив. Ние се екипиравме на различни штандови, наставници и ученици, одговаравме на прашањата, посебно учениците беа тука, значи да го пренесат своето искуство и да им објаснат како е да се биде ученик во Перонаков. Ако се земе предвид бројот на минимум поени за запишување во саканата струка од конкурсот, 60 поени се потребни за деветоделенците кои што сакаат да го продолжат своето образование во секторот економија, право и трговија, а секако предност е соработката со компаниите, односно дуалните паралелки. Кажете ни, согласно конкурсот, во следната учебна година, колку ученици може да се запишат во економската струка? Во економско-правна и трговска струка во следната година може да се запишат вкупно 84 ученици во 3 паралелки, со тоа што двете од паралелките ни се дуални, едната е модуларна. Економски техничар и бизнис администратор во конкурсот ни се дадени како комбинирана паралелка, која што е дуална, со зголемен број на часови по практична настава. Комбинирана значи дека учениците општообразовните предмети ќе ги учат заедно, додека стручните предмети кои им се разлики по профилите ќе ги изучуваат оделно. Исто така имаме техничар за трговија и дигитален маркетинг, која што ни е дуална паралелка, и една исто техничар за трговија и дигитален маркетинг, што ни е модуларна паралелка. Со колку компании соработувате досега и кои се предностите на дуалното образование? Ние имаме подпишано над 200 меморандуми со различни компании во градот, откако почна да се имплементира дуалното образование. Моментално околу 80 компании примаат наши ученици за практично образование во нивните компании во текот на учебната година, како и за феријална пракса во текот на летниот период. Во поглед на економија, право и трговија, имаме 70% од компаниите се тие кои што ни примаат ученици, останатите се за текстилно-кожарската струка. Од компаниите може да кажем тука се Бучен Козјак, тука е Алфи, тука се голем број на сметководствени бироа, адвокатските канцеларии, од јавните предпријатија Чистота и зеленило, Зафир Сајто, Водовод и така натаму. Колку паралелки се предвидени во струката текстил, кожа и слични производи? Колку профили, колку настоки има и колку паралелки? Во текстил, кожа и слични производи исто така ова учебна година ќе запишеме 3 паралелки, од кои едната е комбинирана, која што е воедно и модуларна, тоа е техничар за моделирање на облека и техничар за дизајн на облека, додека дуалните ни се техничар за изработка на облека и техничар за обувки и моделирање на обувки, која што е воедно и комбинирана паралелка. За текстилните профили потребни се минимум 45 поени, додека за обувките потребни се минимум 40 поени. Последниве години во Куманово има интерес и за уметничкото образование. Колку поени се потребни и дали годинава има само една паралелка? Може би има интерес и за повеќе? Така, интересот од година на година е се поголем за уметничкото образование. Ние на конкурс имаме по една паралелка. Минимум 45 поени се потребни само за да може ученикот да пристапи на приемен испит, бидејќи тука има дополнителен критериум кој што училиштето го утврдува, тоа е полагање на приемен испит. Приемниот испит се полага врз основа на правилникот изработен од стручниот актив на наставници кои предаваат стручни предмети од областа на графички дизајн. Учениците цртаат во 2 дела. Првен се црта мртва природа, потоа се црта портрет и врз основа на поените кои што ќе ги добијат, потоа се запишуваат.
Кај деветоделенците голем интерес има за спортската академија. Каква е состојбата? Оваа година има ли интерес за спортска академија? Има ли во Куманово талентирани ученици кои што можеби се потенцијални професионални спортисти до сега, нели праксата што покажува? На 16 мај се одржа селективен тренинг во нашата спортска сала. Над 30 ученици дојдоа на селективниот тренинг. Се уште резултатите не се јавно достапни, колку од нив го поминаа селективниот тренинг. Интересот е доста голем, иако нели селекцијата си го прави своето. Условот е да се има таа потврда дека учениците имаат определени вештини од областа на спортот. Не се потребни поени од успех. При уписот доволна е сама потврда од селективен тренинг. Карактеристично е што после за упис во втора, трета и четврта година учениците мора да имаат минимум просек од 3,5 за да може нели да продолжат во следната година од своето образование. Кога е електронското пријавување за упис во прва година, конкурсните рокови, кога треба да се поднесува нели потребната документација за упис во прва година? Уписот има два уписни рока, јунски и августовскиот уписен рок, со тоа што јунскиот уписен рок има два термина. Првото пријавување е од 14 до 17 јуни, каде што електронски учениците треба да ги достават своите документи. Веќе 18 и 19 јуни ги доставуваат потребните документи во училиштето, а на 20 јуни училиштето е должно конечните ранг листи да ги истакне на видно место. Второто пријавување е на 30 јуни електронско, 1 јули документите се доставуваат до училиштето, а веќе на 2 јули училиштето ги истакнува ранг листите. Во августовскиот уписен рок, кој е најчесто за учениците кои што се на поправен испит, кои што се на испитна година или испити за оние поталентирани ученици, на 21 август се доставуваат и електронски во хартијана форма до училиштето документите, а веќе на 22 училиштето мора конечните ранг листи да ги истакне. Ова учебна година веќе заврши за матурантите. Кога ќе биде матурската прослава и имате ли успешна генерација матуранти? Матурантите завршија со наставната година на 16 мај, малку прославија така во училишниот двор. Генерација успешна, со многу реализирани проекти, со многу награди од различни надпревари. Учениците оваа година се определија да матурата ја прослават во јуни, наместо како досега што беше на крај на мајот, на 16 јуни во ресторанот Центропала заеднички ќе го прославиме завршетокот на нивното средно образование. Ваши ученици редовно учествуваат на надпревари на локално, општинско, државно ниво. Со какви успеси и резултати може да се пофали Средното општинско училиште Перонаков во оваа учебна година? Ова учебна година забележавме видни резултати на различни надпревари. Учествувавме на образовном рандеву во Кавадарци. Освоивме прво место модна ревија, како и јавно говорење. Исто така учествувавме на регионален надпревар по македонски јазик и литература. Учениците освоија трето место и се пласираа на државен надпревар. Исто така учествувавме на многу општински надпревари од спортот. Зедовме второ место на надпревар кошарка на машки ученици, мал фудбал женски ученици, трето место одбојка, второ место голем фудбал, второ место. Исто така освоивме различни награди на општинскиот надпревар организиран од библиотеката Тане Георгиевски, трето место на литературниот конкурс, потоа општински надпревар од Друштво на писатели на Куманово прво место, општински надпревар по повод Бадникот зедовме прво место, општински надпревар по повод Великден прво место, регионален надпревар организиран од СИТ освоивме трето место, имаме учество на меѓународен надпревар во Словенија, на регионалниот надпревар по македонски јазик трето место. Учениците од нашето училиште традиционално секоја година го одбележуваат и медиумскиот ден на писменоста. Исто така на литературните конкурси имаме, на ликовните конкурси имаме забележителни резултати. По повод месецот на книгата, на ликовниот надпревар, имаме прво место. На темата Куманово низ призма на уметноста, исто така имаме прво, второ и трето место. Прво место имаме на манифестацијата организирана од Сдруженијето на коло на српски сестри и така натаму.
Ваши ученици учествуваа и на општинскиот надпревар по прва помош, но и на државното првенство во атлетски дисциплини. Со какви резултати постигнаа на овие надпревари? Така, на општинскиот надпревар по прва помош, насловен како прва помош во училишна средина, учениците го освоија третото место. Додека на државното првенство во атлетика имаме 2 трети места поединечно на 100 метри женски и 400 метри женски и имаме второ место штафета 4 пати на 100 метри. Оно што е интересно за средното училиште Перо Наков е што трета година поред организирате модна ревија во холот на училиштето, која што е многу посетена. Кажете ни колку модели оваа година беа изработени, кој ги изработува моделите и со чија поддршка? Како што рековте, трет пат ние организиравме модна ревија. Оваа година ревијата беше насловена како модни варијации. Учениците од втора, трета и четврта година создадоа своји креации, над 100 модели беа презентирани. Првата колекција беше насловена како безвременска елеганција, инспирирана од Коко Шанел. Следната колекција Тајната на мадам Рококо. Потоа учениците од четврта година ние представија колекцијата Сенката на Сахара, како и детски свет, каде што најмалите беа вклучени тука. Завршната колекција беше на тема да живее животот, инспирирана од Фрида Кало. Значи, околу 100 ученици учествуваа, голем број на модели. Успехот беше неминован затоа што посетеноста беше огромна. Ученици од Перо Наков токму вечерва имаат завршна изложба во галеријата во Куманово. Колку дела ќе бидат представени и кој ги изработува овие дела? Вечерва над 115 дела на ученици од прва до четврта година, кои што се во профилот графички дизајнер, ќе бидат представени во уметничката галерија. Делата се изработени исклучиво од учениците на различна тематика, зависно од изборот на самиот ученик кој е креатор на делото. Ќе има фотографии, ќе има плакети, ќе има графики, значи различни области од уметноста ќе бидат опфатени. Перо Наков е едно од 25 пилот училишта, кое што е вклучено во проектот Квалитетно образование за сите. Неодамна беше одржана и завршната работилница. Која е целта на овој проект? Какви активности се реализира и колку време траеше проектот, бидејќи завршната работилница нели веќе заврши? Така. Проектот опфаќаше период од 2023 до 2025 година. Целта на проектот беше подготовка на младите за живот во едно демократско општество, за да се поттикне културата на демократијата и да се имплементира во едно квалитетно образование. Бевме поделени во тимови, во потесен и поширок состав. Во потесниот состав беа само наставници, додека веќе во поширокиот беа опфатени и ученици, родители, како и представник од деловната заедница. Доста инспиративен, можеби малку напарен, но сепак значи квалитетен проект и ни беше чест и задоволство што учествувавме во истиот. Вашето училиште, како и многу други училишта во градот, е вклучено во проекти од Erasmus Plus програмата. Колку проекти реализирате во оваа учебна година? Во тек е еден Erasmus проект. Минатата година завршивме со 3 претходни Erasmus Plus проекти. Тековниот проект е насловен како промовирање на родовата еднаквост во науката и технологијата. Нашето училиште е партнер училиште со училишта од Португалија, од Германија и Италија. Целта на проектот е да се надминат стереотипите за машки и женски професии. Резултатите од овој проект се електронски водич, дигитална книга, игра со карти и видеофестивал. Пред самиот крај, зошто идните средношколци да се определат токму за еден од профилите кои што ги нуди, односно со кои што располага средното општинско училиште Перо Наков? Затоа што нудиме многу квалитетна средина, каде што ќе може да се надградуваат учениците, каде што освен што ќе се стекнат со квалитетно знаење и искуство, ќе се стекнат и со практични вештини. Во нашето училиште со соработката со компаниите, учениците освен со технички вештини ќе се стекнат и со меки вештини
од типот на тимски дух, тимски надпревар, одговорност, решавање на проблеми и слично. Стручното образование нуди моментално вработување со завршување на средното образование, нуди знаење и вештини за отварање на сопствен бизнис, нуди можност да се продолжи образованието. На некој факултет учениците лесно може да се одлучат, бидејќи во реална средина учат дали што е она што го сакаат, што е она што не го сакаат, може уште во средното образование да ја изберат својата професија. Имаме квалитетен кадар, квалитетни услови, технологии за работа во нашето училиште. Ви благодарам уште еднаш на гостувањето. Ви благодарам на поканата. Почитувани гледачи, останете со програмата на Телевизија Плюс, бидејќи во продолжение следува видеото од отворениот ден во Средното општинско училиште Перонаков. Може би токму вашиот девето оделенец ќе биде еден од оние кои што ќе се определат за еден од профилите кои што ги нуди Средното општинско училиште Перонаков, кој што успешно обстојува од 1945 година, а неодамна беше целосно реконструирано. Да го проследиме видеото. Прво 4 со Перонаков. Учам во економски техничар дуална паралелка. Ова паралелка може да има 25 ученици. Добро е да се запишеме овде затоа што можеме веднаш да се вработиме после овој смер. Можеме да работиме како сметководител во банка, администрација, или можеме да предаваме некој економски предмет како што е во нашето училиште. Многу сум задоволна и од професорите и од предмети, затоа што не учиме само теорија, туку учиме и практична настава. Имаме многу презентации, професорите многу добро објаснуваат и би кажала и за Еразмус проекти да ги вклучиме и нив овдека. Јас сум Дејана Денковска. Мило ми е што земав учество да ви се представам себе си и мојот смер. Денеска ќе ви кажам и ќе зборуваме за бизнес администратор, кој што е смер во економското училиште со Перонаков. Овој смер, бизнес администратор, ќе го изучувате 4 години и можам да кажам дека за сите 4 години ќе стекнете доста добри знаења, сертификати, дипломи, успешни знаења, ќе се запознаете со нови успешни луѓе кои што ќе ви придонесат понатаму во животот. Што можам уште нешто да ви кажам, тоа е дека во прва година ќе имате повеќе видови на предмети. Повеќето имате општи предмети, како што се граѓанско образование, историја, физичко, ликовно, музичко образование и слично. Втора година веќе почнува малку потешкото и потешкиот ниво на животот и на образованието. Ќе имате малку повеќе стручни предмети, како што се правно образование, државно уредување и слично. Потоа во трета година исто така продолжувате со повеќе правни и стручни предмети, право и државно уредување, административно право, адвокатско работење и медијаторство е еден од најбитните предмети за овој смер. Зошто? Преку овој предмет, а и преку останатите стручни предмети и бизнес и предприемништвениот стручен предмет, ќе се запознаете со нешто кое што ќе знаете како што да изберете во животот. Јас сум Ангела Богдановска, учам во СОУ Перонаков и сум трета година. Би сакала да го представам профилот бизнес администратор и ги повикувам сите ученици да дојдат да се запишат тука, бидејќи профилот е преубав. Во втора и во трета година ги изучуваме адвокатските предмети, административно канцелариски работи и управно-процесно право. Изучуваме за примање и пријавување на пошта, како се изучуваат актите, имаме деловодник, имаме различни примери преку кои што работиме и учиме и исто така го надополнуваме нашето знаење. Јас сум Мила Спасовска, доаѓам од училиштето СОУ Перонаков. Учам во смер сум бизнес администратор, каде што се изучува најчесто предметите право, бизнес. Нови смери така може да се имаме учење преку работа, ова дуална паралелка, дуален смер, каде што имаме учење преку работа и за време на
Во прва година имаме само во текот на летниот распуст, а вака имаме и во текот на училишните денови. Јас сум Ивана Трајковска, ученичка од втора година од СУ Pero Nakov. Предности што нашето училиште ви ги нуди во однос од другите училишта се стипендии кои ги добивате секој месец, пракса, односно практична работа кај работодавач, добра локација на училиштето, посета на институции и различни организации организирани од училиштето и добра наставна програма. Јас сум Софија Лазик и од смера дигитален маркетинг. Бидејќи сме навлезани во дигиталниот свет и дигиталната ера, сметам дека овој смер е соодветен за и нуди голем избор на разни работни места. Ова е смерот графички дизајнер, но на овој смер учениците ја изразуваат својата креативност, ја наоѓаат скривените таленти, една паралелка е. Во пракса се е во цртање, доаѓа до израсти, можеме да ги процениме повеќе работите, повеќе соработка се десува меѓу учениците. Смерот е многу продуктивен, се создава работна навика. Сите основци кои завршуваат сега основно училиште треба да се определат за спортска академија, бидејќи ние не само тренираме, туку и учиме и секој дека има помалку часови предмети, но поинтересно е и на тренинзите и се учиме заедно и тренираме и јас мислам дека најдобриот избор е спортска академија. Условите во салата се многу добри, секогаш имаме тренинзи кои што треба со професорите, со тренерите, секогаш треба сме на време, секој треба се почитуваат професорите, како што тие нас и ние нив да ги почитуваме. Без разлика дали тренирате во клуб или не, ако сакате да успеете во кошарка, може во спортска академија да се дојде. Ова е само надокнадување на спортот, да бидеш подобар и се, и да тренираш и да не треба ни поени ништо, само селективен тренинг. Со тој тренинг може да се запишете во спортска академија без разлика на оценка. Тренирав порано во Куманово, но се повредив и ослабив, но сега само тука тренирам и планирам се враќам. Учам техничар за обувки. Тој профил сум. За техничар за обувки имаме предмети треба да се запишете за професионална обука, практично искуство, можности за креирање во водечки компании за обувки и стручни наставници. Во овој профил имаме предмети како естетика, за обувки учење, контрол на квалитети, моделирање на обувки и кожни галантерии и друго. Нашиот смер се вика техничар за дизајн на облека, имаме дуална и модуларна паралелка. Ние учиме како да шиеме самостојно и изработуваме модни додатоци, ги декорираме самостојно. Техничар за дизајн и моделирање на облека. Во нашиот смер има и ткаење, и шиење, и везење, и различни активности. И на различни настани бевме и на базар во Скопје во Пабликрум, на карнавал во Кавадарци и секаде. И нема да се каете ако се запишете на нашиот смер. Повеќе за ткаење, сакам да кажам дека прво се основаат конците. Поточно ткањето се содржи од 4 фази. Тоа е ставање на материјал, додаваме материјал во секој конец, додаваме материјал. Потоа, откако додаваме материјал, менуваме нога и удираме. Јас со ткање се занимавам веќе 2 години активно и многу ми се допаѓа ткањето. Заразно е, откако седнуваш цело време како ме тера повеќе и повеќе да работам. Тоа е тоа за ткањето.